Ѓубре, многу ѓубре. Застоена отпадна вода. Неподнослива реа. Чат, муви и останати летечки инсекти. И силоси за жито. Силоси оддалечени 20 на метри воздушна линија од депонијата, наречена претоварна станица. Силоси во кои се чува житото од кое се прави леп за 90.000 жители. За жителите на Тетово. Депонија во самиот центар на градот. Темпирана еколошка бомба за здравието на луѓето. Би реков, секојаш постои ризик. Ние живееме во средина која е загадена. Загаден воздух, загадена почва, од која ние самите ја загадуваме, фрламе отпад секаде. Ако се само запалува или ако некој го говори, тогаш едноставно се шире опасни материи по воздухот, кои може граѓаните да ги вдишат. Граѓаните загрижени велат борбата за отстранување на депонијата трае со години. Бараат локалната самоуправа да си ја заврши својата законска обврска и да нема депонија во центарот на градот. Актуелната градоначалничка ги доби изборите тукму тука кај што стоиме ние денеска. Тукму тука беше каде што им кажа на новинарите дека ова е срамота за градот и дека ова срамота ќе се решава на брз и ефикасен начин. И тука сме и 3,5 години наназад, тука сме, значи, ово е брзиот и ефикасниот начин на работата, како што гледате и вие. Депонијата во Тетово се води како претоварна станица. Треба да се селектира отпадот во контролирани услови и да се префрли во рок од 24 часа во регионална депонија. Во Тетово тоа нема ништо. Нема собирање на отпадните води, нема заштита на почвата. Голем дел од отпадот останува во градот. Причината е што дневно само неколку камиони се носат во Скопската регионална депонија Дрисла, додека од полнот и до 6 часот наутро само неколку тури отпад се носат во гостиварската депонија Русино. Ваквото решение се должи на тоа што жителите кои гравитираат околу Русино често штрајкуваат и не дозволуваат носење на тетовскиот отпад. Ние не сме против ниту Тетово, ниту кметот, али треба да се работи нешто професионално. Оти ние, како граѓани, веќе сме оштетени со здравјето, исто така и со градинарските култури што го произведуваме. Значи, тука треба да се работи, да има една рециклажа, да се формира една екипа и да се направи една фабрика како што треба на европски стандарди. Тука ние бараме тоа што стварно заслужуваме да го живееме како луѓе, како народ е да добиваме чист воздух. Ставовите на општина Тетово и на општина Гостивар за овој проблем не ги дознавме. Иако ги баравме и упативме прашања до нив, не добивме одговор. Но да нема забуна, ова не е прилог за отпадот во Тетово и отпорот на гостиварчани. Овде се работи за закон. За законот за управување со отпад донесен во 2004 година. За закон кој е напишан, а никогаш реално спроведен. Закон со кој треба да се формираат регионални депонии каде општините, според сите стандарди, ќе го складираат отпадот. Закон кој требаше да го реши проблемот и на Тетово, но и на сите останати општини. Но зошто не се спроведува законот? Во него е напишано дека општините треба да се договорат меѓу себе и на територијата на државава во 8 плански региони да се отворат регионални депонии. Засега има само една и тоа Скопска Дрисла. Единствено таа е според законските стандарди. Сите останати 54 општински депонии се без дозвола. Има уште 1000 помали депонии, но исто така се диви. Сите ги загадуваат подземните води, почвата и воздухот. Од Министерството за животна средина велат, законот треба да го спроведат општините, но не го спроведуваат. За поранешниот министр за животна средина Абдулаки Мадеми, неспроведувањето не е поради немање пари. Се нема политичка волја кај раководството на општините. Сите сакаат реизбор, па не преземаат непопуларни мерки. Може да има и покачување на цената за собирање на отпадот, што ќе значи и да се допри до буџетот на секое семејство. Меѓутоа, здрава животна средина, чиста животна средина на почеток кошта, меѓутоа бенефитите после 10-15 години се многу позитивни.
но не постои начин да се натераат градоначалниците и општинските совети да ги формираат регионалните депонии, кои треба да го решат проблемот со депонирање на отпадот. Според Министерството за животна средина, законот е добар, но со еден мал недостаток. Не постојат казнени одредби, ниту прекршачни, ниту било какви за градоначалниците или советите на општините, доколку не ги исполнат условите пропишани со законот. Карамфилова Мазневска посочува дека казни нема поради ограничувањата што ги поставува Уставот. Во Законот за управување со отпад не може да се пропишат казни за градоначалниците и за општинските совети. Но законот вели и дека кога општините не се кадарни да се договорат или едноставно немаат политичка волја, ингеренциите и командата ја презема владата. Треба да воведе принудна управа и таа да го организира работењето на регионалните депонии. Затоа до владата, но и до ВМРО ДПМН, која е 10 години, како на централно, така и во огромен број во општините е на власт, испративме прашања дали ќе го спроведат законот и ќе ги формираат регионалните депонии, ако треба и со активирање на законската одредба за принудно управување. Очекувано, одговор не добивме. Сепак, за да видиме дали нешто било преземено, одговор побаравме во отчетот на ВМРО ДПМН, кој го објави за сработеното во минативе 10 години. Од 428 страници, за екологија има 4 страници. 3 се за водоводи и канализација, а само една, или 0,2% од отчетот е за животна средина. Немаше ништо за регионалните депонии.